Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Како да се ослободиш од гревот, напишано дело од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија алейхиселам. Првиот англиски превод на оваа статија бил објавен под името Како да се ослободиш од оковите на гревот во англиско издание на магазинот Review of Religions, преглед на религиите, во јануари 1902 година. За авторот, роден е во 1835 година во Кадијана, Индија, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија и Мехди алейхиселам, се посветил на проучување на честниот Куран и животот во молитва и преданост. Согледувајќи дека исламот е мета на гнасни напади од сите страни и дека судбината на муслиманите паднала на ниски гранки, тој како имам и разговетен глас на ова доба ја презел задачата за одбрана на исламот и представување на неговите учења во нивната првобитна чистота. Во својата обемна збирка на пишувања, предавања, дискусии, религиски дебати и така натаму, тој докажувал дека исламот е единствената жива вера и ако човек ја следи може да оствари контакт со својот Создател и да учи во заедништво со него. Тој обзнанил дека Бог него го одредил за Месија и Махдија, во согласност со предскажувањата во Библијата, честниот Куран и хадисите. Во 1889 година почнал да прима пристапници во својот джемаат, кој сега е основан во преку 120 земји ширум светот. Напишал повеќе од 80 книги на урду, арапски и персиски јазик. После неговата смрт, во 1908 година, ветениот Месија алейхиселам го наследил калифа, наследник, кој ја продолжил неговата мисија, Хазрети Мирза Масрор Ахмад. Халифатул Месих Петти е сегашен поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат и петти наследник на ветениот Месија алейхиселам. За книгата. Исламскиот концепт на спасение се разликува од концептот на другите религии, а посебно од христијанскиот, затоа што исламот го одбива концептот на вроден грев и човекот го прогласува одговорен само за неговите собствени гревови. Затоа тој треба да се ослободи од своите собствени гревови за да се спаси. Во оваа статија ветениот Месија алейхиселам одговара на оваа општо значајно прашање: зошто човекот прави грев и како може да се ослободи од тоа? Ветениот Месија алейхиселам пишува дека човекот по својата природа не е склон кон нешта за кои верува дека се штетни и ако направи грев, тоа е само затоа што тој вистински не верува во постоењето на Бог и во судниот ден. Кога би имал таква сигурност на одговорност за гревот, како што има, например, за штетноста на отровот или змијата, тој никогаш не би помислил на тоа да ги прекрши Божите наредби. Ветениот Месија алейхиселам исто така докажува дека вистинската религија мора да се просудува преку нејзината способност, своите следбеници да ги води со сигурност во постоењето на Бога. Честниот автор дава детално споредување на исламот и другите главни религии и заклучува дека единствено исламот може да го води човекот кон совршена свест и според тоа кон ослободување од гревовите. Првиот англиски превод на оваа статија бил објавен под името Како да се ослободиш од оковите на гревот во англиско издание на магазинот Review of Religions, преглед на религиите, во јануари 1902 година. Сегашниот превод го подготви Вакалат Тасниф Рабва.
признанија. Голема благодарност им должам на следните личности за нивната помош во разни фази од овој превод: Раја Атаулманин, Сует Танвир Мујтаба, Мирза Усман Ахмад Адам и Тахир Махмуд Мубашар. Исто така им благодарам и на Мунир Уддин, Шамс Сахбу, понатаму на Вакил Утаснив за нивната помош и поддршка и за обезбедување на важните врски при барањето упатства од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, Халифатул Месих Пети. Белешка за издавачот. Ве молам да примите на знаење дека зборовите во текстот во нормални загради и помеѓу долги црти се зборови на ветениот Месија алейхи селам. Ако некои зборови имаат цел на објаснување или се фрази додадени од преведувачот, тие се ставени во загради со напомена издавач. Позади името на Мухамед алейхи селам, честниот пратеник на исламот, следува символот САВС, што во кратенка значи поздравот салаллаху алейхи веселем. Во превод мир и Аллахови благослови нека се над него. Позади името на пратеникот и веровесникот следува символот АС, кратенка за алейхи селам. Нека е мир над него. Вистинските поздрави општо не се дозначени во потполност, а наспроти тоа треба да се разбере дека секој пат се повторуваат во целост. Символот РА е употребен покрај името на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем и другарите на ветениот Месија алейхи селам и означува радијаллаху анху анха анхум. Нека Аллах биде задоволен со него, со неа, со нив. Исто така символот РХ стои наместо рахимахуллаху таалла. Нека Аллах има милост кон него. И АТ стои наместо ајадахуллаху таалла. Нека Аллах мокниот му помогне. Ние не ги преведовме арапските зборови кои станале дел од македонскиот јазик, како на пример Ислам, Мехди, Куран, Хиджра, Рамазан, Хадис, Улема, Уммет, Суна, Кафир, Пука и така натаму. Како да се ослободиш од гревот? Во оваа статија имам намера да покажам дека извонредниот материјален напредок на сегашното доба бил повеќе од противтежа на своето тажно духовно опагање, до таа мера што човечките души ја изгубиле способноста да ги доловат очигледните вистини. Од поблиското проучување на човековата природа е очигледно дека скриена и страшна сила го влече према доле и човекот брзо бидува вовлечен во провалијата која е наречена Асфалус Сафилин, најниску од најниските. Човековите умови ги снашла таква промена што почнале да се восхитуваат и да ги фалат нештата кои се одвратни и невкусни на духовното око. Секоја душа сама чувствува дека е повлечена надолу со сила која со своето уништувачко влијание веќе предизвикала пропагање на целиот свет. Чистите вистини се исмејуваат и навредуваат и на потполната покорност кон Бога се гледа како на безсмисленост. Секоја душа е повлечена кон светот како да ја влече некоја скриена сила. Како што порано често зборував, привлечноста формира основи за се што се случува во светот и страната која поседува поголема доверба е во состојба да ги привлече другите кон себе. Во принцип, потполна вистина е дека силата може да биде сузбиена само од друга сила, помоќна од себе. Невозможно е овој свет, кој е повлечен надолу со сила на ниски привлечности, повторно да се воздигне, доколку од небото не се појави спротивставена сила, за да ја засили верата на луѓето и да им покаже како постои повистинско и потрајно уживање во покорноста на Божјите наредби од исполнувањето на телесните страсти и да ги увери дека престапот е полош од смртта.
Оваа небеска светлина на уверување на човекот е подарок од сонцето, тоест преку имамот на ова доба и неговото непрепознавање е еднакво на умирање во џахилиетот, време на незнаењето, време пред исламот. Секој кој мисли дека нема потреба од овој вистински извор на светлина е измамен, бидејќи себе си се спротивставува на непроменливите Божји закони. Човековите очи, дури и ако поседуваат своја светлина, не можат да гледаат без сонце. Сонцето е извор на светлина, која се спушта од небото и ја осветлува земјата, и без него сите наши очи се слепи. Оној кој постигнува доверба преку оваа небеска светлина е привлечен од побожноста и природно е да ја следи борбата помеѓу овие две привлечности. Едната го влече кон крепоста, а другата кон порокот. Едната кон истокот, а другата кон западот. Овој судир е се поостар кога овие две привлечности ја достигнуваа својата кулминација, како што се во времето на огромниот материјален напредок. Како што светот поминува низ извонреден напредок, бидете уверени дека исто така се создадени и духовни подготовки и дека на небото е создадена привлечност за да и се спротивстави на земската. Застрашувачки се деновите кога невнимателноста и злото највеќе господарале на земјата, затоа што биле обележани како духовна битка, која пратениците ја предскажале во форма на разни метафори. Некои луѓе тоа го опишуваат како конечна битка помеѓу мелеките, ангелите, на небото и шејтаните на земјата, која ќе достигне кулминација во уништувањето на светот. Други пак наивно мислат дека тоа ќе биде физичката битка, водена со сабји и пушки. Овие другите не се во право, бидејќи наивно интерпретираат дека духовната битка значи физичка битка. Накратко, неминовен е остар судир помеѓу мракот на земјата и светлината на небото, како што предскажале сите пратеници од Адем до честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Заповедникот на едната страна е наречен сокривачот на вистината, додека заповедникот на другата страна е познат како откривачот на вистината. Оној кој доаѓа од небото во друштво со мелеките е манифестација на мелеките, на Микаил, а оној кој од мрачните сили е воздигнат од земјата е манифестација на шејтанот. Кога го посматраме добро на оружаното мнозинство на земјата, зафатена во своите подготовки, откако веќе постигнале многу, наведени сме да веруваме дека Небесното кралство воопшто не е невнимателно кон нивните подготовки. Небеската власт е склона кон покажување и фалење и постигнува многу, а никој да не знае за тоа. Луѓето за тоа конечно почнуваат да сознаваат кога на небото ќе се појави светлина и на земјата бело минаре. Небеската светлина тогаш паѓа на минаретот и го осветлува целиот свет. Оваа последната реченица бара известно објаснување. Иако Божиот духовен поредок во потполност е во склад со физичкиот, тој понекогаш покажува единствени одлики кои не се така забележливи во физичкиот поредок. Например, кога се формира физичка привлечност, таа резултира со формирање на небеска привлечност, дури и ако овие две се спротивставени една на друга. Разбирливо е дека овие две привлечности, кога ќе ја достигна својата кулминација во последните денови од светот, мора да се судрат една со друга, бидејќи ниту една не може да постигне надмоќ без да ја уништи другата. Кога овие две страни се еднакви во моќта и славата, тогаш е неизбежно тие да се судрат.
Денес го завршивме првиот дел од книгата Како да се ослободиш од гревот. Еселаму алейкум.